Приговорот на ЕСМ за запрената истрага за набавките на мазут е предмет кој се паднал во работа на обвинителот Јован Цветановски во Вишото јавно обвинителство. Државниот обвинител Ненад Савевски на денешниот брифинг потврди дека приговорот се разгледува и на крај ќе има одлука дали ќе се реотвори истрагата или ќе остане запрена. Обвинителот Јован Цветановски беше под суспензија поради водење на дисциплинска постапка во Советот на јавни обвинители, поради сомнежите дека заедно со екс-вишиот јавен обвинител Мустафа Хајрулаху се откажувале од обвинителски предмети во кои имало повеќе милиони евра штета. Но поради неправилности во постапката, суспензијата беше укината и беше вратена назад. Цветановски се врати на работа, а за него има поднесено и обвинение, исто така заедно со Хајрулаху за злоупотреби при распределба на предмети. Цветановски негираше неправилности и тврдеше дека тоа му се прави поради тоа што се обидел да го врати во истрага случајот со огромните бонуси за обвинителите во СЈО. Сега Цветановски има релативен законски рок од 30 дена по приемот на приговорот од ЕСМ за одлука во случајот Мазут, рече на брифингот државниот обвинител Савевски. Истрагата беше запрена за Капушевски, Јаховски, Ковачевски, за фирмата РКМ, иако МВР во кривичната пријава тврдеше дека има штета од над 167 милиони евра и злоупотреба при набавката на мазутот и доснење на испораките во ТЕЦ Неготино. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција се произнесе дека не се обезбедени докази за тврдењата во пријавата. ЕСМ поднесе приговор, а во тек е и предистрага за загадување од мазутот горен за струја во ТЕЦ Неготино. Резултатите се добиени. Сега се трага по експерти да ги прочитаат. Стапено е во контакт со професор на Природно-математичкиот факултет кој во јавноста имаше изјави дека има сознанија за читање на лабораториски анализи за загадување. Истражителите на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција лично се испратени во научните институции за да се провери дали има експерти кои може да ги протолкуваат резултатите. Случајот Мазут беше еден од поголемите предмети со злоупотребите во јавните набавки во енергетскиот сектор за време на енергетската криза.